Почитуван председателе, ценети жители на сите населени места во општина Велес, не ги знам толку добро како Љупчо, драги пријатели, функцијата председател е огледало на напредокот, идентитетот и суверенитетот на една држава. Историјата ни покажала дека големите председатели се запомнети по нивните лидерски способности, по љубовта кон татковината и кон својот народ, по достоинството кое го поседувале и по делата кои ги оставиле позади себе. Председателот на Македонија е одлик на нашата нација, на нашата култура, на нашата историја, председател како што тоа бил Никола Карев, како што беше Борис Трајковски и како што е Ѓорге Иванов. Денес сум тука и стојам пред вас да зборувам за мојот драг пријател, човекот кој навистина го почитувам пред се поради неговите човечки квалитети, но и поради неговите дела кои ги има направено за Македонија. Дозволете ми да кажам некои своји видувања на мојата соработка со Иванов и моите размислувања од позиција на вице-премиер за економски прашања за улогата што председателот Иванов ја имаше во неколку од најзначајните проекти кои што ги реализиравме како влада во минатиот период, но и за неговото значење за креирање на несовкупниот амбиент во земјата. Прво би сакал да ве потсетам на дел од остварените резултати кои што тимот на ВМРО ДПМН и коалицијата, предводен од војецот Груевски Иванов, ги постигна во изминатиот период. Драги пријатели, од 2006 до 2013 година, во период кога во светот владееше, а и во добар дел од Европа се уште владее економска криза, ние успеавме во Македонија да отвориме 120.000 нови работни места. Успеавме да создадеме услови со кои економијата порасна за 60%. Остваривме пораст, нето пораст на платите во земјата исто од 60%. Остваривме пораст на извозот за 67%. Се зголемија бруто инвестициите на годишно ниво за 90%. Се зголеми бројот на странски туристи за 98% на годишно ниво. И успеавме да донесеме странски инвестиции во вредност од речиси 2 милиарди евра. Успеавме да реализираме и низа на стратешки инфраструктурни проекти. Ги изградивме и обновивме нашите два најважни аеродроми во Скопје и Охрид, при што аеродромот во Скопје во последните 2 години е прогласуван за најдобар аеродром до 2 милиони патници во Европа. Успеавме да договориме и да почнеме со реализација на 3 нови автопати во должина од 155 километри, кои се простираат, се пробиваат низ најтешките предели. Нешто што никогаш во историјата на нашата земја се нема случено. Реконструиравме и обновуваме стари автопатишта, добро го знаете процесот од Скопје кон Велес, сега се работи од Велес кон Скопје. Ги рехабилитиравме железничките правци по коридорот 10, ја обновуваме железничката инфраструктура, отпочнуваме со градба на нови железнички правци по коридорот 8. Реконструиравме и изградивме огромен број на локални и регионални патишта. Изградивме и реконструиравме над 300 училишта, голем број на спортски и културни објекти. Направивме капитални инвестиции во здравството. Донесовме инвеститори кои отвараат нови работни места низ целата земја и продолжуваме да го правиме тоа. Ги донесовме Джонсон Контролс и Джонсон Мет. Ги донесовме Дрексел Мајер и Кромберг и Шубер. Ги донесовме Джеваир Холдинг и ТАФ. Го донесовме и Маркарт, кој после многу години ќе прави прв пат фабрика во Велес. Само во Дрексел Мајер веќе има 600 велешани кои работат, а уште толку ќе се вработат и во инвестицијата во Маркарт. Почитувани, треба да знаете, председателот Иванов беше со нас во речиси сите овие проекти. И тоа не само со поддршка на законите кои беа многу важни во креирање на бизнис климата. Председателот Иванов се вклучуваше директно и во конкретни проекти кога ќе оценевме заеднички дека може да помогне. Имавме председател на кого можевме да се подпреме. Дозволете 2 примери да ви кажам. Лични примери.
Председателот Иванов се вклучи во процесот на преговори со турската компанија Джевер Холдинг. Тоа е компанијата која што ќе ги гради висококатниците во Скопје, првите згради над 100 метри височина во Македонија, ќе имаат по 40 спрата. Во овој процес, за да се помогне да се донесе позитивна одлука, прво нашиот председател оствари средба со еден од најмоćните градоначалници во Турција, личен пријател на господинот Джевер, собственик на Джевер Холдинг, кај кого директно лобираше за овој проект. Тој градоначалник му се јави на господинот Джевер, му кажа дека има неговата поддршка, му кажа дека има средба со председателот, бевме заедно на таа средба, и му порача да дојде лично во Македонија. Иако до тогаш имавме многу средби, цел тим работеше на тоа, господинот Джевер првпат дојде во Македонија на таа покана. Оствари работен доручек со председателот Иванов. Слушаше за македонската историја, за пријателските односи кои што постојат помеѓу Турција и Македонија и се увери дека она што во стручниот тим ние го работивме и го зборувавме е поддржано и од највисоко ниво од председателот на државата. Оваа политичка поддршка значеше многу, бидејќи уште истиот ден попладнето ги привршивме преговорите и денеска се градат првите згради во Македонија со височина од над 100 метри. Слична беше и поддршката што председателот Иванов ја даде на проектот за автопатиштата кои ги градиме со помош на Народна република Кина. Овие проекти се преговараа уште подолго. Процесот траеше можеби цела година. Имаше многубровни взаемни посети. Само јас лично 5 пати имам отидено во Кина за овој проект. Многу посети од страна на кинеските делегации на стручно ниво на Македонија. Стотици сати во анализи и дискусии. Но беше потребна и политичка поддршка на овој проект. Посетата на председателот Иванов на Народна република Кина и повеќе часовната средба што тоа имаше со председателот на Република Кина, кој што е најмоćната политичка фигура во Кина, допринесе за тоа да проектот добие политичка поддршка. Набрзо после тоа преговорите дојдоа до завршница. Денеска договорот е потпишан и веќе ставивме камен темелници на овие два автопатишта. Два мегапроекти со поддршка на председателот Иванов. И вакви примери има многу. Јас дадов само два позначени. Многу средби, на многу форуми, понекогаш и по некој неуспех, морам да бидам искрен, но не сме се откажували никогаш. Едноставно, знаеме дека работиме за државата, знаеме да работиме како тим и знаеме дека резултатите доаѓаат. Почитувани присутни, денес инвеститорите ни светот имаат многу држави каде што може да ги насочат своите инвестиции. Дури инвеститорите од Македонија, оние што сакаат, можат дел од својот капитал да го насочат надвор од Македонија. А тоа особено важи за странските инвеститори. И ние напорно како влада и како тим се бориме и работиме да ги донесеме инвеститорите кај нас. Но она што треба да го знаете е дека на најмали знаци на нестабилност, на најмали знаци на несигурност, на најмали знаци на политичка криза во една држава, тие се повлекуваат. Имавме неколку такви искуства. Имавме искуства кога месеци и месеци работа на цели тимови во владата, поради еден инцидент или поради серија на лоши изјави од некои наши политичари, создале клима на несигурност и овие инвеститори си имаат повлечено од Македонија. Не ја донесува одлуката да инвестираат во Македонија. Тоа е кога во политиката, помеѓу лидерите на државата, не постои соработка. И тоа е нешто што нас, како македонци, не ни е потребно. Она што ни е потребно е да имаме председател кој ќе дава поддршка и кој ќе биде усогласен со политиките на владата и на ова поле. Човек кој што ќе се среќава со големите инвеститори, кој што ќе упатува пораки на соработка и поддршка, со цел да подобриме бизнис климата, да ги привлечеме инвеститорите и домашните и странските, да се отворат нови работни места.
човек како Ѓорѓи Иванов, кој покажа и докажа со конкретни активности дека знае како се прави тоа и го правеше. За жал, нашите политички опоненти не гледаат така на изборите и го подценуваат македонскиот гласач со ширење на погрешни информации дека економијата во Македонија е во паѓање, дека економските политики биле погрешни и дека председателот Иванов не требало да дава поддршка на овие политики. Уште повеќе, упатуваат порака дека доколку нивниот кандидат за председател победил на изборите, ќе се спротивставувал на политиките на владата. Со ваквите изјави, почитувани, тие веќе и нанесуваат штета на Македонија, бидејќи создаваат непотребно клима на несигурност и инвеститорите се загрижени дали тоа во иднина може да има негативни последици врз нив. Едноставно не знаат што прават. Она што СДСМ не сака да го види е дека единственото нешто што е во опаѓање во оваа земја е невработеноста. Невработеноста што во нивно време растеше и покрај тоа што немаше светска економска криза, невработеноста која со ВМРО ДПМН опаѓа дури во услови на светска економска криза. Затоа мојата порака до нив и до кандидатот за председател Пендаровски е: оставете ја економијата да ја водат луѓе кои знаат како се прави тоа. Оставете ја на тимот на ВМРО ДПМН, на Груевски, на Иванов. Драги мои пријатели, убеден сум дека во вториот мандат, поддржуван од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, Ѓорѓи Иванов ќе продолжи да работи со истите принципи и искрени намери и со ваш благослов ќе продолжи да реализира уште многу проекти кои се видливи, реални и мерливи. Ви уверувам и дека владата на Република Македонија ќе продолжи со истата динамика, енергија и интензитет да реализира уште повеќе проекти отколку во минатото. Со исто темпо, динамично и тимски, ќе соработуваме со сегашниот и иден председател на Република Македонија, професор доктор Ѓорѓи Иванов. Ке го правиме тоа затоа што за нас и за Ѓорѓи Иванов државата е пред се, Македонија е пред се. Да живее ВМРО ДПМН и коалицијата, да живее градот Велес, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави. Ви благодарам.